Бугарите со тајни имиња Славе и посредник и бегалец оперирале во Македонија. Нивните операции се викале Езеро и Октопод. Ова го обелоденува германски Шпигел. Внимателно се следат контактите на бугарските граѓани и на македонци со пробугарска ориентација. Со вработените во бугарската амбасада во Скопје се чувствува засилена контрола врз работата на бугарската ВМРО БНД во Македонија. Максимално се контролира добивањето на бугарско државјанство, пишува во документот на 69 страници. Имале информатор што го нарекувале фермата. Од него добиле информација за реформите во македонските служби за безбедност со цел, како што се навидува, нивно обединување и ставање под директна контрола на македонскиот премиер Груевски. Бугарските разузнавачи за своите активности во Македонија му реферирале директно на тогашниот премиер Сергеј Станишев. Во документот од 2008 година пишува дека македонските тајни служби имаат традиционална висока разузнавачка активност кон Бугарија, заснована на оценката дека Бугарија представува сериозна опасност од гледна точка на македонскиот национален идентитет. Најсвеж пример за дејствувањето на ДАНС е блокирањето на материјалите на партијата на македонците во Грција Виножито за изборите во Европскиот парламент. Кога скандалот во Бугарија пукнал, на Станишев веќе му бил одземен пратеничкиот имунитет. Сега му се заканува затворска казна. Управата за безбедност и контраразузнавање ги презема сите законски мерки за да ја засили безбедноста во државата. Вака од МВР кратко ги скоментира информациите на германски Шпигел дека бугарски агенти крстосуваат низ Македонија. Нема да навлегуваме во полемики со странски медиуми кои не ги официализираат своите извори, велат во МВР. Шпигел објави детали од извештајот на бугарската варијанта на FBI, тајната служба ДАНС формирана од бившиот премиер Станишев, која била и под негова контрола до заминувањето од власт. Од 64 страни извештај, само една страна е посветена на Македонија и на тајните бугарски агенти со имиња Славе и посредник и бегалец, кои оперирале во Македонија. Нивен македонски соработник со шифрирано име, фермата, ги известил за реформите во тајните служби во Македонија, нивно обединување и ставање под контрола на македонскиот премиер Груевски. Ово обединување на службите се планира по терк на српската БИА, но и по модел на ДАНС која напишал оваа информација, велат за Канал 5 добро информирани извори. Но главната цел на објавувањето на извештајот на бугарската служба ДАНС е откривањето на улогата на бившиот премиер Станишев во големите корупцијски скандали со европските фондови. Во информацијата стои дека во ограбувањето биле вклучени највисоките политички кругови во земјата. Се переле и се изнудувале големи суми на пари. Најголем грабеж се случувало во фондовите за земјоделство и здравство. Колку поголемо закупено земјиште, толку повеќе пари од фондовите на Европа. Бугарските политичари биле можни инвентивни, измислувале непостоечки пациенти и лекари, дури и цели болници, приватни фармацевски компании предизвикувале вештачки застои во снабдувањето со лекови. Сите овие информации не биле обелоденети, туку сокриени, па бугарските експерти анализираат дека актуелниот премиер Бојко Борисов се пресметува со претходникот Станишев, кому веќе му е одземен имунитетот и го истражуваат за корупција со европските пари.